За вистинските љубители на спортот, односно фудбалот, ова е навистина најважната работа во светот. Македонската фудбалска репрезентација вечерва е домаќин на моќната Англија. Билетите за овој надпревар беа распродадени буквално за 2 часа. Деталите утрово ги дознаваме од Златко Андоновски. Златко, добро утро. Добро утро. Се одморивте ли пред се од патот во Италија? Кога има серија од 2 надпревари во неколку денови, тогаш не гледаме на уморот, на заморот. Битно е фудбалерите да се подготвени, бидејќи не очекува на вистина исцрпувачки надпревар веројатно против силната Англија, ама се надеваме на добро. Да, ама ова е вистинска можност да покажеме дека и ние умееме. Се игра на комплетно нов терен вечерва на арената Тодор Проески. Да, барем овој пат теренот нема да ја украде славата во однос на резултатот како што беше тоа случај со Италија и надпреварот кој го одигравме тука на Националната арена. Фудбалската федерација на Македонија пред 50 дена ги презеде активностите во свој раце во однос на теренот. Се постави комплетно нов хибриден терен. Тоа значи мешавина на вештачка трева и природна трева. Теренот е нов, изгледа прекрасно, задоволни се и нашите, задоволни се и англичаните. Ќе биде убав за око, се надевам и за игра, тоа е битно за фудбалерите на двата тима. И да, тоа е инвестиција која што ја изврши Фудбалската федерација на Македонија и се надеваме дека на најдобар начин ќе се одржува, затоа што се си има свое. Тоа е најбитно за тој вид на терени и да немаме повеќе проблеми како што имавме со Италија и мечевите наназад во овие квалификации кога е во прашање теренот на Националната арена. Надпреварот започнува во 20 часот и 45 минути, но сите треба порано да стигнеме таму. Да, тоа е добро за сите, за да се избегне метежот пред вратите, пред портите на Националната арена. Знаеме дека стадионот е распродаден, речиси 30.000 ќе бидат присутни на Националната арена вечерва против Англија. Апел од Фудбалската федерација е навивачите да дојдат порано на нашиот најголем стадион. Вратите на стадионот се затвораат 30 минути пред почеток на надпреварот, се отвораат во 18 часот и 15 минути и ете уште еднаш ги повикуваме сите да дојдат порано, да не се создава метеж, пред се за љубителите на фудбалот кои што на вистински начин сакаат да дојдат да уживаат во надпреварот и се разбира да го заземат своето место на Националната арена. Во каква форма се нашите фудбалери во моментов? Ова е за условно малите репрезентации проблем, бидејќи знаеме 2 надпревари, 2 тешки надпревари против многу силни репрезентации во неколку дена исцрпувачки и физички, меѓутоа и ментално. Се разбира влијание можеби ќе има и поразот од Италија во Рим од 5-2, но гледаме позитивно. Крај на квалификации, последна надпревар, шлак на тортата, силна Англија, можност да го поправиме впечатокот од Олд Трафорд, тоа е најважно, можност да ги израдуваме навивачите и се разбира позитивно да гледаме во однос на тоа што следува. А тоа е идната година Лига на нации, таму е нашата шанса за освојување на првото место и евентуално ново бркање на учество на Европско првенство. Чуварот на мрежата Столе Димитриевски на вчерашната пресконференција рече дека мора да играме тимски, да докажеме дека и ние можеме да бидеме успешни. Дали ова можеби негово најдобро издание, односно најдоброто она што го покажува во последниот период од себе, Столе? Па веројатно е во најдобрите денови од неговата голманска кариера. Тоа се потврдува и низ настапите во шпанското првенство, но и во репрезентацијата и на некој начин на сите ни е мака и жал што ете прими 5 гола од Италија, имаше и одбранет пенал и неколку брилјантни интервенции, но тоа е модерниот фудбал, големите репрезентации секогаш те казнуваат и за најмалите грешки. Се надеваме дека вечерва нема да биде така, побара тимска игра, сите посакуваат на тој начин да се однесуваат и во одбраната, и во средниот ред, и во нападот, да бидеме хомогени, да бидеме комплексни, да бидеме навистина како тим, затоа што Англија е веројатно најсилниот состав кој што дошол на Националната арена и ја има најдобрата репрезентација во својата историја. Дали ова репрезентација спојна на младост и на искуство во моментов? Ова е репрезентација која што се подготвува за следното издание на квалификациите и на надпреварувањето во Лига на нации. Да, неколкумина од
повозрастните недостасуваат, меѓутоа се создава екипа која што може да игра долги години. Имаме многу млади фудбалери кои што апсолутно прават и грешки и се обидуваат да се вклопат на најбрз можен начин, иако понекогаш тоа не изгледа толку лесно и едноставно, а ние сме јавност и публика која што рака на срце малку го препознава или на поинаков начин го препознава тоа, веднаш бара резултат, па дури и против големите селекции како Италија и Англија, но на тоа навикнавме во изминатите неколку години и на тој начин мора да продолжиме. Да се борат, да го препознае тоа публиката, па и во победа и во пораз ќе аплаудира, бидејќи има чувство дека фудбалерите го дале најдоброто од себе, а тоа е на крајот најбитно. Да, македонската публика секогаш сака победа, меѓутоа апел до сите кои што вечерва ќе бидат на арената Тодор Проевски за фер и коректно навивање. Да, на тој начин цела публика се однесуваше во текот на овие квалификации кога игравме против Украина и против Малта и против Италија. Навистина репрезентацијата добиваше огромна поддршка, се надеваме дека и вечерва ќе ја има најдобро досега, бидејќи навистина ќе биде спектакуларен надпревар. Знаеме дека многумина сакаат да ги видат и англиските звезди, знаеме колку премиер лигата е популарна тука на ова почва, на територијата на нашата држава Македонија, но мораме на крај да сватиме дека тука сме заради нашите, заради македонските фудбалери, ја бодриме нашата држава, нашата репрезентација и да, повикуваме да се поддржат фудбалерите, да се навива со вистински вредности, фер и коректно и се разбира на крајот да аплаудираме и на двата тима. Да, сакаат да ги видат англичаните, меѓутоа вечер очекуваме и многу дечење на стадионот, па затоа да бидеме повеќе предпазливи, се разбира. Апсолутно. Радува тоа што многу млада популација изразува огромна желба и енергија да ги бодри македонските фудбалери. Многу деца посакуваат и фотографија и автограми од македонските фудбалери и тоа го препознаваат и тие. Секогаш со широки раце ги прифаќаат и на некој начин се дел од тимот и на тој начин треба и да биде воиднене. Ја спомена Лигата на нации, следниот предизвик за нашата репрезентација? Следниот предизвик ќе биде токму тоа надпреварување. Извлекувањето е во февруари, подоцна почнуваат надпреварите од групната фаза во Лига на нации, па имаме квалификации за светско првенство. Сеедно идната година ќе биде навистина и комплексна, меѓутоа и предизвикувачка за македонската репрезентација, бидејќи ете се наоѓаме во некој период кога не бркаме резултат во овие квалификации, а го очекуваме и имаме цел за прво место во група во Лига на нации следната година. Благодарам многу на одвоеното време. Знам дека денеска имаш многу обврски. Вечерва се гледаме секако 20 часот и 45 минути. Благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Студио, уште еднаш покана до сите на оние кои што сакаат да ја бодрат нашата репрезентација. 20 часот и 45 минути, арена Тодор Проевски, Македонија, Англија.